емисија ќе гледате. Бокса седнат шоу. Кој е најдобриот професионален стендап комичар во Пакистан? Потоа едно поинакво шоу. Фати го малиот во епизодата Одам пеш, доле пеш, рекламите ги наплаќам у кеш. Потоа следува стендап Македонија. Не ме лечи докторе, жити мајка. Исечок од представа. И на крај гостин колумнист Боки 13 во својата П13 стендап колумна. Гледајте стендап Македонија шоу, затоа што само уште смеењето е бесплатно. Стендап Идол Македонија ве повикува да станете најдобриот стендап комичар. Можете да снимите хумористичен клип, да го закачите на YouTube и името на клипот заедно со вашите податоци да го пратите со SMS на бројот 141 221 на сите оператори. Или пак само да пратите податоци со SMS на истиот број, па ние ќе ве повикаме во нашето студио. Биди најдобриот комичар во Македонија. Најдобрите 5 мина ќе добијат своја представа во новата универзална сала и две тегли ајва. Од кај земавте ова палма ли е, шули е, зврба ли е? И ако сте зеле од плажава, ми е страв да не ми искочи некој гезер од позади, после да пиваме овдека, па одлизавме се пиваме. Се извинувам, програма се. Почитувани гледачи и гледачки, бајачи и бајачки, гледачи на раце, на нозе, на маса, на дланка, на коса, на наочари, моментов како мене некој, добар ден. Ова што го гледате пред мене не е никаков текст, туку деловник за работа, исто како оној на господинот Талат, кој што обично по него трае и 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 трае. Ние знаеме дека вашиот телевизор ви е веќе огаден од турските серии во кои Полат, Скендер, Зумбулј, Сулеман и сите други останати со имена посебна салама по цел ден го дрват сужукот. За да не го замразите вашиот телевизор како братучет кој ви дужи 200 евра уште времето на Бранко кога беше премиер, а тоа кога беше? Да, тоа беше одамна, многу одамна. Уште по земја Македонија кога газеа диносауруси, се извинувам, тоа нешто поскоро беше кога газеа мамути. Не мамати, него мамути, да. На кого бе ти мамути? На мене ли мамути, бе? Бе ќе те качам, јеса бе ќе те качам на други кат, еј. На други кат, озбилно. Не се зезам. Стендап Македонија е сосема нормално шоу у ненормална држава со будала народ. Или беше ненормален народ со будала држава, или пак беше ненормално шоу у ненормална држава. Не се, работа ти тут на збонетиот. Да продолжиме. Што е тоа стендап комеди? Еве дефиниција една. Реченику, ако може. Јасно, Снечке? Па така, значи, тоа е кога еден фраер, талентиран за хумор, значи, сака да заебава поштен народ, при тоа озборувајќи ги сите негови мани пропусти. Одлично, ученику. Седи пет. Одлично. Фала на Станичке, фала. Може уште нешто? Толку убави гакички да сте.
Познат стендап комичар кај нас у Република Пакистан е господинот Бранко Бубамар. Бубамар, пошто само нашиот јазик зборовите Бубамара и Тутурутка немаат машки род, па бидејќи не идеше сега да му ја девалвираме работата и да му го ставиме името Бранко Тутуру. А и тутурици знаеме кои се оние што се уште купуваат тутурици од кај Зуко, па после у нивните тоалети им светото веќе шоѓите као неонки. Значи, овој наш комичар настапува пред највише публика, пред највише народ. Значи, оваа публика, овој народ не е било кој народ, она е регуларна, редовна, лојална и секогаш има волја да најде место плюс во автобусот кај што нормално се оди за некое село, град или било каде за настап негов. Покрај тоа, нормално, исто така каков плюс фактор е тоа што картата автобуска не се плаќа. Не се плаќа. Едино, ако не ве сними потајно некој од УЈФ, па после ќе си ја плаќате редовно и тоа на име на фирма. Он цело лето настапуваше низ Пакистан. Посебно има многу мерак да настапува по ова нашиве села што се. Значи, они палат автобусот, влагаат сите, кој што влезе, кој што не влезе, ќе се снајдат и одат прво село кој што е влага одма, не прашува ни што е, како е, влагаат со автобусот пред селска чешма, застанува тука, Бубамар се качува на чешмата и започне со неговата стена. Нормално, додека му трае настапот, он е таму, откако ќе заврши, веднаш си бега дали на кај дома, дали на друго место, не знаеме, тоа се чува во најстрога тајност. Меѓутоа, зашто е тоа така, ние може да претпоставиме дека е затоа што е голем фраер, прво, најверојатно пошто стои која ја врши комедијата на повисоко ниво од другите нормално публиката и е, да кажам, едно ниво погоре, а втората опција е најверојатно заради тоа што му е страв да не го напастува некој од ова селјанкиве што се. Значи, не му е него страв од селјанките, него му е страв од нивните мужи, после ќе слушат на телевизија и ќе почнат да бамбурат дека ради него биле оставени. Инаку, исто така надимокот Бубамар му доаѓа од тоа што едно време узречица му беше: ајде да одиме. Ајде да одиме, па ајде да одиме бе народе. Ајде да одиме. Абе цело време негде го мкнеше народот. Ја по гости, ја по ниви, ја по села, ја по избори и тука застана си изгуби човекот. Па сега, види вака, ако си Бубамар и ги носиш гостите по гости, не можеш ти да правиш лет Бубамару и гостите да ги оставиш сами на цедило, па да си ја платат сметката. Не иде тоа така, нели? Сега, до душе, он си има едно ривалство со уште еден стендап комичар, кој што е мој на ниво, кој што е седмец по осеќање, а и по природа, а и општество. Он е бивши затвореник, а фудбалер нормално исто така. Играл на позиција петоколонаш, односно по дефиниција му доаѓа шпиц играч кој што не ја шутира на пуна, него со пета. Тоа што и овој играч и тој играч, Бубамар е играч бивши нормално у кошарка, многу сакаат да си префрлаат топка на секој настап, а овој Бубамар многу му е мерак па да му е забие за една на црнецот, доколку меѓу време не добие една со пета нормално гол не прими, или со четврта, или со трета, или со прва победа. А како тоа му е закуцуе една на едниот на другиот и обратно, сега ќе проследиме. Ако некој од вас утре го сретне Амни Бајрам, да му приде, да му каже: сношти тука во шутка беше Бранко. И многу те поздрави.
слушнал дека пак си сакал да му дадеш гол со пета. Ти порача, Амди, бери памет. Секогаш кога сакаш да дадеш гол со пета, добиваш гол со глава. Немој после да испадне, после играчка плачка. Овој Црнецов е многу мераклија на стендап, исто кошо е многу мераклија и на товарење платно, шо не е негово. Си го одлежа своето, а чим си го одлежи своето, нашиот правен систем кажува дека можеш да станеш ако сакаш и председник на држава. Сега, ама тоа не е фер, пошо хај се вака да размислам ја малце. Ќе одам сега, ќе си одам, по пут има една фабрика назад. Ќе оплячкам нешто, што ми се исплати мене, 4 години ќе си одлежам затвор и после, хоп, пратени куп собрание горе овој. А од друга страна па, овој, ти ако си го накудушиш овој другаров твој, и изеде дека изел он уствари трици за негова држава, хоп, ручкиот тупан. Ништо, нема никаква функција да обавиш. За кудушлак ќе го јаиш. За плячка ќе го одлежиш и пак си фраер. Ако си плячкаш, убица или педофил, ќе си одлежиш и после што сакаш биди пратеник, непратеник, лепота. Али ако си кодош, ништо, ќе си седиш дома, ќе си гледаш малечката невеста. Или па не дај Боже да ти текне да станеш председател на куќен совет, не на парламент. Председател на куќен совет не можеш да бидеш. Поглед, не. Сега, овој мано не го... Много е мераклија. Он највише милува да настапuje пред публика што е од парламент. Него највеќе го сваќа таа публика, а нормално тогаш популарноста му е на најповише високо ниво. Значи, каде он е црнец, е пратеник, е стендап комичар, е експерт за човекови права и нутела комбинација у Пакистан се изменува. Да го погледнеме клипот. Црнци и белци не навреди одека, затоа што прибегам према црнците, најнормално, затоа што јас сум муслиман. Смејте се вие, смејте се! Смејте се, вас ви одговара ова. Но не е вред, зашто јас сум муслиман. Има муслимани црнци, има овдека и опозиција, и позиција, и све постојат овдека разни националности. Верски нацизам не треба да овдека вие ширите во парламентот на Република Македонија. Моментално ја знаете ситуацијата во Република Македонија. Каква е, што е? Знаете што се дешава во Република Македонија? Ги подгревате, колега, овие работи и овдека сакате да ја проширите работата и во парламентот. Јас барам од вас едно јако извинување према пратениците и јавноста на Република Македонија. Друг пат да не ви се деси овде. Ама, едно време искочи по медиумиве и изјави дека он бил Кока-кола. Абе, друже, ти не си Кока-кола, абе, ти си Тоблероне. По-добро, ти си шечерна табла за нас, бе, човече. Да погледнем. Дали некој ќе ве поздрави вас или мене, сигурно 100 души ќе ме поздрават. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и ке граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас. Не сте позната личност. Ке ве молам, ако може малце да ми обозволи. Ве молам, не сте позната личност и не може со мене. Вие мене сакате увек да ме брукате, но вие сте тие кои што се избрукале и никаде. Ама после искочи афера на Фейсбук дека